како човек не е љубоморен, не те сака, ја така верувам. И затоа си кажувам, дека јас сум многу љубоморна личност по природа. Ама тоа е дека многу сакам. Јас не знам, не сум љубоморна, валјда не знам да сакам. Мада не се сложувам со тебе, апсолутно не. Ако ти немаш психички проблем на нижа вредност, во тој случај стоиш сврсто на двете нозе и викаш не дозволуваш место за љубомората. Љубомора можеш да си на работа, на колегите, можеш да си на не знам на другар ти зашто вози болја кола. Ја треба на жена ми да сум љубоморен зашто вози поубава кола од мене, ме разбираш? Зашто? Мислам, кајде луѓе? Кога гледаш дека партнерот цела вечер седи со тебе на маса и се гледа кај некоја, нормално е да покажеш љубомора. Да, колку и да имаш само доверба у себе. Никој од вас не чепка по телефони или не чепкал? Не сакам нити да ми чепкаат, нити да чепкам. Шо, нека чепкаат слободно. Нема потреба. Јас немам проблем. Не, ако сака да го земе телефонот да го провери во секој момент. 247 изволте. Ја имам пријатели, да речеме, од Белград, што седиме вака седи на маса и сега девојка му вика на другаров: "Ринг динг динг динг, редовна контрола телефона", и му го зима телефонот и му контролираме, разбираш, знам. Мене тоа би сосема смешно. Дури да се избрише тоа ништо од телефон, сега да ни бидам као овде обука за чепкање Не, по те телефон. молам, те баш ме интересира. Ама Google Photos или Cloud задржува копија од тоа што е скриншотнато, Господи, што е правено. Имаш ти рутерот по дома, ако го отвориш од компјутер, ќе видиш кој се е конектиран на Wi-Fi мрежата кај тебе дома. По автоматизам ти знаеш кој дошол. Мислам, има многу начини, треба човек само да знае. Да го напуштиме подкаст. Сакаш да си проложиш сама, жена? Ова се плаќа. Кога човек телефонот му е заклучен, телефонот му е цело време вака свртен, разговорите се надвор од тебе, ќе стане за да прави муабет, ќе се одар. Не може да ми кажете вие мина дека тоа нема да предизвика ништо кај тебе за да зависи од провериш. партнерот, тоа што го кажавме, многу зависи од партнерот, сега кога партнерот ти дава тебе повод да бидеш ти љубоморна, тоа е веќе тоа не треба ни да ти биде партнер, затоа што тоа е веќе мачење. Тоа не е врска, луѓе, тоа стварно тоа не заслужува уште бидеш подолго време со партнерот. Машко, женско, не е битно. Кој ти звони? Извини, навика ми. Така свртам се наопачно. Од навика. Извини. Ниеден муж не сака жената да му излека партнер. Точно. Значи, јас сакам поред мене да стои авион. У фирма работа, сопругата на директорот се симнува доле нешто по канцеларије, ја некои штикли носев црвени високи, ме гледа, станува и само ме прави: "Тие штикли од утре веќе со нив на работа да не те видам." Ако имало кодекс на облекување. Не сметаш што штиклата е црвена висока и јас работам, маши таму. Љубоморна, љубоморна. А мене тоа ми се... Што она нема Значи, такви штикли? Мене не ми промрача маж, него сопругата на директор. Па љубоморна е, па не треба маж да ти промрчи. Жените се многу пољубоморни на други жени него на мажи. Така е. Епа, hello, дечки. Јас секој сум Стандардна најава е hello, Ама дечки. веројатно истата најава. Хело, Да, дечки. здраво, Мартин, како си? Здраво, одличен, фала. Ама не ова е подкаст, значи нема водител, некој мора да го Не само што нема водител, него може ми уопште да не кажеш hello, ме разбираш? Ќути си едно колку 45 минути, поќути си вака. Седи, речи дај нешто за јадење од режија, донеси. Јади, стварно, зашто таков подкаст некој не направи да седнеш и да јадеш? Не, И да те гледаат луѓето како јадеш. Што се да. збори дури јадеш? Па како џвака, како Онака, шматаш. да. Што Може направи така. некој подкаст да се спие на него? Ете на Ивана, затоа што и се спие денес денот и е Слушај. стаков и се спие цел ден. Мине многу ми време, ама. Тој ќе не збуниш, ќе пише за после 12 дека е. Ме разбираш, со спиење, после 12 за луѓето да спијат, дебек те гледаат, ме разбираш? Ќе се збуниме, ќе лежа после. Не, ајде. Hello, Ивана, како си? Добре. Hello, ево ми мене. Ви љубоморам. А не, Што сте волкура добро расположени и полни со енергија, искрено да ви кажам. Да. Да. Те од старт одма да отворам и темата. Ај, Дека ќе збориме така, за може и љубомора, одма да отворам темата. Значи, Љубов. но- Не, не љубомора. љубомора. Па Јако се љубовта е парла. поврзана со љубомората, може да биде и љубов. Може. Може. Ја Тенка е границата. Викате како Е. човек не е љубоморен, не те сака, мислам. ја така верувам. И затоа си кажувам дека јас сум многу љубоморна личност по природа. Ама тоа е дека многу сакам. Јас не знам, не сум љубоморна, валјда не знам да сакам. Мада не се сложувам Не, со тебе, апсолутно не. Вака сега, значи јас тоа пре би го презентирал како психолошки проблем,
Опа! И психолошки Па е, Тоа па е, во психолошки глобала проблем е. кај партнерот, ме разбираш? И пред се кај себе. Ако ти не си со самодоверба пун, Точно, чао, готово. Точно. Ти ќе бидеш љубоморен и на кучано. Ме разбираш? точно, ако не Ти си ако ја знаеш не- својата вредност. Така е. Ако си знаеш дека ако ти немаш психички проблем на нижа вредност, во тој случај стоиш сврсто на двете нозе и викаш не дозволуваш место за љубомората. Значи да дојде да седне сега, не знам, Том Која Харт сака? или не знам некој со жената и ти ќе бидеш мртов ладен као не сум љубоморен, немам гајда. А што ќе направи За она шо? со него, жити мајка? Зашо Што да ќе бидам направи она со љубоморен? него, бе? Кај ќе со него ќе си иде за Америка, Том Харди рече, за Енглеска ќе си иде со него. Што ќе прави у Лондон, врне цело време. Не е ни она ненормална бе, човек. Ме разбираш? Па Не знам стварно. да има кај сака да оди жената у која земја, тој е У Шпанија. Еве у Шпанија Антонио Бандерас ќе дојде и Ај, старе веќе готово. Она да сакаше. Помина рокот. Не, уствари, па да. Мада Старе, и јас сум кажи. таа генерација. Е, тука да, тука сум. Значи јас давам тука исто тоа. Да, тука Не, више. Само што нема не му е врска. витка на косата на Мартин. Да, некој ќе ја пуштам као него ми е. Црна и виткана ми е која ја пуштам, знаеш. Немој да ја пушташ вака си Не, добар, не, не е Чекај проблем. сега, значи, Само само- да не биде љубоморна жена ти се. Не, Од не. сите тројца овдека у студиова, само јас сум искрено што кажува љубоморна. Не си искрена, него тоа ти е твое Па, чувство, сте нема неискрени, врска. Тоа е не може Зашто да не бре? сте. Твој психички проблем. Не. Да. Само Не ни јас го сум со наметна- психички Не ни го проблем у наметној на студиова. нас. Не ни го наметној на нас твојот проблем, човече. Не. Молим те. Не се сложувам со тебе, зошто? Ја гледам и од друг аспект, не само љубовен аспект. Не сум љубоморна затоа што си ја знам својата вредност. Така знам дека еве конкретно ќе земам во музиката. Така ја не сум љубоморна на ниеден колега зошто земал Така е. повеќе пари или имал повеќе публика. Мојата публика не може да ја земи никој. Она што јас сум го заслужила и она што сум го побарала од газдите, од собствениците, сум го добила. Значи јас немам право да бидам љубоморна зашто некој зема повеќе пари од мене или помалку Или пари од помалку. мене. Ме разбираш, Ама во тој не ти е стил. криво никогаш така Не ми е да- криво. Не. Не ми е Значи, криво, мојата апсолутно. цена е толку, човек. Да. Кои со зријани личности сте ви? Ми ми е горда. Па добро. Жено, и ти ќе требаше да созрееш и ти одамна. Касниш. Да, касниш малце, ме разбираш? Не, нема врска. Види, реално љубомората како љубомора. Значи, не знам како да ти кажам, не ја гледај ти само во љубовта, мушко-женски, Не, женско-женски, не ги- мушко-мушко односи, тоа со таа, со тоа. Апсолутно, да. Значи, не ги гледај како у љубов. Значи, убаво рече. Збориме, љубомора можеш да си на работа, на колегите. Можеш да си на не знам на другар ти зашто вози болја кола. Ја треба на жена ми да ја треба на жена ми да сум љубоморен зашто вози поубава кола од мене, ме разбираш? Зашто? Мислам, кај идеме луѓе? Остајте, гледајте го. Значи, гледај, сконцентрирај се на својот успех, сконцентрирај се на себе и не знам зашто. Добра, ама уопште по факт е дефолт дека постојат луѓе што се љубоморни. Да, Сите многу. ги А имamo. не, Многу. љубомора Многу. мора да има до некоја граница. Значи стварно се сложувам со тоа дека ако немаш чувства или било како, а меѓутоа да не се надмине таа граница. Се нормално е ти ако гледаш ако некој ти дава повод да бидеш љубоморна ќе бидеш. Да се разбериме во зависност од партнерот. Збориме за партнер, Да, за љубовна за врска. За така, љубов. да. Е сега кога гледаш дека партнерот цела вечер седи со тебе на маса и се гледа кај некоја, нормално е да покажеш љубомора. Да, колку и да имаш само доверба у себе. Да, во ред, Така, ама да, сега, да. И како тогаш кажа ти се Мартин, јавува. до степен, значи од партнерот многу зависи. Ама ако ти си сигурна во партнерот и ако знаеш дека Така. да ја гледа, Не види, и не само тоа. Кога веќе се одлучуваш со еден човек да поминеш дел од период, мислам период во животот, дел од својот живот да го поминеш, нормално е ти да го најдеш партнерот што тебе ти одговара. И ти сигурно нема за првиот да отидеш или Така. не знам како, него ќе најдеш човек што ти одговара и човек што знаеш дека те сака. Ако мене вистински ме сака, онда нема ни да ме прави љубоморен. Апсолутно. Нема ни да поттикнува. Ако јас ја сакам незе, исто така нема мислиш јас со жена ми за рука се шетам, прошла некој авион и што треба ја овака да направам, па не сум селјак пред себе, разбираш? Јас во таков случај јас прва се вртам и јас ќе кажам види колку е добра е. И жена ми исто тоа го Најсериозно? прави. Да, ама јас за да не Најсериозно? и направам љубомора на жена ми, викам, не Не. ни примет. Извини, јас стварно имам други работи што ги гледам. Да, не ја гледам. Да. Мислам ќе ме гледа веројатно. Значи Не. јас слушам и добив заклучок дека со вистинскиот партнер
нема да има никаква љубомора. Разбирање треба. Ама од друга страна ќе бидам брутално искрен, има луѓе како мене кои немаш повод даен од партнерот. Ако си по природа таков човек, ти си таков човек. Добро, тоа не можеш ни да го искорениш. Не, човек, значи ти не си ти си таков тип. Јас, ајде, врати се 15-20 години наназад, Добре. 30 години наназад, 40 години наназад. Не 40, 35. На 40 више сум имал 10 да, години. да. Мал сум бил. Значи, сето она што го врзува мојот живот, сите тие жени околу мене, значи, све тоа што се случуваше, па мојата жена е херој. Мојата жена е херој. Прво, не е љубоморна. Знаеш ли зашто не е љубоморна? Затоа што знае дека јас сум со нејзи, само со нејзи сум, и дека ништо друго не ме интересира, осим фамилијата и жена ми. И она е, јас не давам повод, покрај све она поред цело моје минато, јас не давам повод уопште она да посумња дека ја, ете нешто, може да направам. Ма добро, ти веќе убаво кажа, толку работи помена, толку проживе у животот, толку се издува. Не, нема врска тоа. Надежда последна умира, нема пази. врска тоа. Не. А Мартина совршен посебно- материјал да стапи у брак. Види, посебно за мажите вика дури гледа окото. Мажите се Така. такви, дури гледа окото. дури си Нема гледа. врска тоа. Ама може и само да гледа окото, ме Па разбираш? тоа е тоа. Окото само да работи. Дури гледа Така. окото и 70 години да биде машка Така. се сврти по жена и тоа е нормално. Значи толку нормална појава кај мажите. Види, јас сум имала дечко, значи уствари мислам дека во глобала сите Имала дечко. замисли. Боже, дај да превртиме нешто. Мартин. Добро, ајде, да, добро. Мартин, не маже на ќе останам родител. Знам дека ќе И стане. сега ќе Не има, можеме. значи веќе сме у преговори. У преговори сме за тебе. да. Готово. Ете така. И на почетокот, да се искажам. Ти благодарам. Извини. На почетокот на врската првите месеци се додека не се запознаеш. Јас имам некој чудна навика, ќе се загледам негде и гледам, а не дека гледам во некој, него гледам едноставно, да. Се додека не ме запознае партнерот до мене, јас имам проблеми, гледаш во некој. Не гледам во никој, гледам. Значи јас до душа и кога седам и на маса, јас немам обичај да се загледувам по други маси, да гледам. Не е Си ја културно. гледам својата маса и тоа е тоа. Меѓутоа знамете, и ќе се загледам така. Имаш таков проблем се додека не те научи партнерот. Тука е љубомората. Кога веќе партнерот ќе ме научи мене каква сум јас и дека гледам негде гледам во празно, во бело. Ова мојава се замислува една точка Ама се Бог изјавува. знае зашто и лета низ глава, човек. Сериозно, Бог јас знае имам што и- таков проблем, Така. сам Ама, проблем. Јас истото. Јас знам да се загледам негде удалина и да правам некои калкулации у глава, скроз да не бидам Да. присутен на масата, ме разбираш? Апсолутно одсутен. Не тука е проблемот, таа е таа љубомора на почеток се додека не го запознаеш партнерот кој сум имала. Јас гледаш, не гледам. Океј, гледаш еднаш, два пати, три пати, гледаш дека стварно тоа не е така и немам веќе потреба за љубомора. Нема ни простор за љубомора тука. Ако Така. веќе Значи никој од вас не чепка по телефони или не чепкал? не сакам нити да ми Не, чепкаат, човек, нити да зашто? чепкам. Шо, нека чепкаат слободно. Нема потреба. Јас немам проблем. Не, ако сака да го земе телефонот да го провери во секој момент, 24/7 изволте, ама тоа е веќе некоја не знам. Да, значи, правиме мовет, јас немам проблем да ми го чепкаат телефонот. Жена ми дури нема ни шифра на телефонот. Е, добре, тоа веќе, тоа кажува многу. Не разбираш, значи ние прво немаме обичај да си чепкаме по телефон. Ја имам пријатели, да речеме, од Белград, што седиме вака сиде на маса и сега девојка му вика на другаров, ринг динг динг динг, редовна контрола телефона и му го зима телефонот и му контролираме, разбираш, знам, мене тоа би со себе смешно. Разбираш, смешно ми е, не знам како да ви објаснам. Зашто вреѓаш? Ете, се Леле, пронајде. жено, чепкаш ли телефон? Се пронајде. Да, апсолутно. Дали мислиш дека јас, ако сакам да сокријам нешто од тебе, Добре. нема да го сокријам. Ама не, види, не е само сега да ви објаснам нешто. Значи не е само да чепкаш. Добре. Треба да знаеш кај чепкаш, треба да знаеш како да чепкаш и треба да знаеш зашто чепкаш. Те молам, Дали објасни. чепкаш за да останеш у врската или чепкаш за да најдеш нешто и да не останеш. Ако е второто и да нема ништо, ќе најдеш нешто. Буквално. А јас чепкам ако почувствувам интуиција дека нешто има, што треба да проверам, што до сега два пати таа интуиција се покажала за точна. Дури да се избрише тоа нешто од телефон, сега да не бидам као овде обука за чепкање. Не, во те телефон. молам, те баш ме интересира. Ама Google Photos или Cloud задржува копија од тоа што е Боже скриншотнато, господи, што е ова. правено.
Имаш ти рутерот по дома, ако го отвориш од компјутер, ќе видиш кој се е конектиран на Wi-Fi мрежата кај тебе дома. По автоматизам ти знаеш кој дошол. Мислам, има многу начини, треба човек само да знае. Да го напуштиме подкастот. Сакаш да си продолжиш сама, жена? Ова се плаќа школа за ти да обучиш никој као да Предпоставувам, чине. ова ти се двете последни врски, така? Да. Боже мој, колку ти е тешко тебе во животот. Леле. Колку е тешко во животот. Ти бре, жено, иди работи IT негде, човече. Поише пари ќе правиш него со подкасти. Па стварно. Сум го размислила и тоа, искрено ти кажам. Не, мислам да, стварно двете последни врски за чипкањето филма и двете врски од тоа чипкање произлез дека е на место. Значи, најдов нешто што не треба. Може би нешто Да што не не сум постоело. чепкала, веројатно немаше да дознам. Јас А Сигурно имаше си. потреба да дознаеш. да, да. А сигурно е дека постоело или твојата интуиција ти рече и твојот мозок го прифати сум тоа? нашла и од рекавери слики избришани, значи ја најдов, тоа беше се избришано, ама не е стигнал да се избрише од клауд, така да го наоѓаш, затоа ја викам. И тука главен клуч беше таа љубомора, не дека ја не верувам у себе или не знам што, меѓутоа ти која рече телефонот ми е отклучен, тоа сакав да кажам. Кога човек телефонот му е заклучен, телефонот му е цело време вака цвртен, разговорите се надвор од тебе, ќе стане за да прави муабет, ќе се одар. Види, Не па може да тоа ми е- кажете вие мене дека тоа нема да предизвика нешто Тоа кај е тоа тебе за да зависи од провериш. партнерот, тоа што го кажавме, многу зависи од партнерот, сега кога партнерот ти дава тебе повод да бидеш ти љубоморна, тоа е веќе тоа не треба ни да ти биде партнер, затоа што тоа е веќе мачење. Јас љубомората ја сваќам како мачење, мене тоа тотално ме исцрпува. Тотално и јас да бидам љубоморна и партнерот да ми биде љубоморен. Тоа ми е мене гушење, јас не можам да функционирам така. На секое проверување кај си, што си, зошто си, кога идиш. Постојат такви Сликај ми луѓе, да бе. видам со кој си, сликај кај што јадиш. И Пушти не прво можам. смукалката, слушам дека си дома. Не Звони ми од можам. фиксен. Не можам да функционирам така. Тоа не е врска, луѓе, тоа стварно тоа не заслужува уопште бидеш подолго време со партнерот. Машко, женско, не е битно. Кој ти звони? Кој да... Извини, навика ми. Ќе свртам се наопачно. Од навика. Извини. Тут навика да Жена ми Боже, не ме Боже, прашува, жена ми не ме прашува, бре. Кој не вара? Види ја и ова. Ау. Генетски Еве на, се доаѓа, видете, кажи, сакате не, да се јавите? Не, Да? нема врска. Ти го Ќе знаеш. ова. разговараме на крајот. Го да се знаеш, јавам. да. Така да. Не, види, а од друга страна па има луѓе кои не се љубоморни, кои ќе гледам као не му е гајла, не е гајла. За мене тоа веќе кога си изгубила секоја искра у врска у брак и буквално оние имаат одвоени не. животи. Не, Ја така го не, прецепирам. тотално не. Еве, бидејќи јас сум во брак, Добре. едино овдека, во Од тие Маса. И чипка. јас може Ќе ќе бидам бев и некогаш. јама чипка по да, ќе телефони. бидеш ти Не вети. знам, ќе видиме. ти вети. Ќе бев и ја чипкам еве по јас, телефон. еве јас имам искуство во ајде вака, ќе почнам од сам почеток. Пред да се упознавам со мојата сопруга, јас имав два телефони. Значи имав еден број што ми беше уште кога се отвори мобимак и еден број имав за швалеранција, нели? Два телефони имав. Добро. Да, ама тогаш уште не ја знаев Мони. И после се упознавме со Мони и све окей, не дека нешто како телефоните ги криев, и си стоева на маса, све окей, тоа она си знаеш, јас си кажав, овој ми е за швалеранција, може да задзвони, немој да дигаш паника. панич. И идевме месец дена и почнав јас да ги кријам телефоните. Затоа што договарав во Белград да одам и на Гардош кула да закачат огромен транспарент 12 метри 13 Моника реци да. Сакав да ја запросам. И ја тука телефоните под маса, пишување, ме разбираш? У еден момент она осети дека нешто не е во ред. Ја никош телефон не сум сокрил. Ја телефоните под джебови, ќе станам кидам овој се телефоните под джебови, меѓутоа све тоа со цел, нели, за да ја запросам и да ја изненадам, нормално. И отидовме за Белград и не завиши пукна филмот и таа вечерта имав малце расправија, нели, тука пошто и јас си дадов. Несигурност, да. Не, јас си дадов материјал за она да биде љубоморна, ме разбираш? Еј, добро, викам, ај, терај се, нека заврши викендов, па кога ќе се вратиме, секој на своја страна, се дека не са бајлета, нели, завршивме, кажа да, и едниот телефон си отиде, тој швалирскиот си отиде, нели, одма у неповрат, и ми остана само истиот телефон што ми е 35 години. И од
тогаш па навака не сум ми дал повод за да она биде љубоморна, нит па она ми дала мене повод за да јас бидам љубоморен. Затоа со право можам да тврдам дека кај нас дома љубомора не постои. Ама ги гледаш љубомора кај луѓе околу тебе, веројатно. Да, Баро. човек, ама не губам време со човек што не ми одговара во животот. Значи, не би стигал до тој, до не знам, не би го газел патот за да постои таа љубомора, не би го газел до таму патот, ја би го прекинал на почеток. На почеток знаеш дали ти одговара или не ти одговара. Третиот ден онако не го остави телефонот овака, знаеш дека нешто прави. Ма дајте. Кај мене у случај се деси да јас Да, сум сакал да ја запрасил. Да, да ја Ништо, запрасам. сега го ќе чепкам по телефони, ќе се викам Ама не чекај на Мартин приказната. Ама не чепкај. Ама Така. не ќе се начекај мужа на Мартин приказна, ќе чекај мужа плакета ќе липат. Така. Не, види, не чепкај вече. Да Порано се или измачуваш сама, јас така сметам. Јас Порано. кога извини Мајка. Извини. Проблем. ќе остави. Продолжи ти си Не, не, гостин. не. Не, Ја проблем, на јас терапија го се Мајка, усеќам. ајде, повели. На терапија се усеќам. Сега ги Најдете забориш Јас си што памтам, сакам да јас си кажам. памтам. Повели. Незината професија. Кој маж може да го истрпи тоа? Зошто? Затоа Заради што е љубомората, таква така? Управо тоа ти кажувам. Ме разбираш? Значи, Низепе е 3 пати потешко и од тебе и од мене. Она е секоја вечер настапува милион луѓе сакаат да се сликаат со незе, да пеат со незе, да ја гушнат. Ја дал Господ уба. Ме разбираш? Фала ти. Ама не така е. Нема жена. И под Од љубомора. љубоморни мушки. Да, Од не. љубомора? Не, види, не. Во Значи, право е, не, апсолутно е во право. сега ти рачунај што она да дае повод за таа љубомора. Знаеш ли дека она треба 3 пати поише да се труди од јас и ти што би се труделе со партнерот, него она треба 3 пати, она не само што не треба што треба да му покаже дека изначи партнерот, него она треба и да му докаже, и да му донесе, и да му нацрта, и да му наслика, и да му сними, Точно. за онда се осеќаете окей. Ме Да, разбираш? не, држи го да ова, држи. Точно. Ме разбираш? Можда сум имала и среќа во животот, па не сум имала толку посесивни, љубоморни партнери. Меѓутоа, јас и точно е колкав огромен проблем е мојата работа за да најдеш некој човек кој ги ти верува и стварно е така. Меѓутоа, тоа што кажам, никогаш не сум криела телефон. На работа кога сакаш дојди. Од работа си одам дома. Значи, мене ми е тоа движењето, јас на друг начин, на тој начин сум се докажувала дека уствари јас работата ја работам, тоа ми е работа исто како ти да одиш на работа 8 сати да ги работиш и тоа е тоа. И ти си со луѓе таму и јас сум со луѓе тука. Меѓутоа, јавната работа ние ја знаеме каква е. Нормално. Јавната Сите тројца професија сме- и е стварно голем проблем кога веќе е во прашање партнерот. Еден момент само имам заприметено дека јас сама сум направила грешка на оваа тема е за нели колку е девојката атрактивна, толку као даваш повод да биде љубоморен партнерот до некаде. Као ти си крива. Ти си се облекла така, ти си виновна што ти приуѓаат мажи, ти си виновна што не љубоморен. Така е стереотипот. Добро, Ти викам добро. дека е Да. правилно. Добро, Дека чекам, има љута. чекам, Не, само чекам. јас си И чудам. право на збор. И водена ја по тоа правило, буквално имав еден период врска каде што кога и да излегувам јас со него во град, мојата гардероба е 99% смената од тоа како ја обично би се облекла да не сум со него. Значи, внимаваш да не е кратка фустан, да е ролка, да не си провокативна, да не си впечатлива. За онда се чувствува дека ја не му давам повод и за да се чувствува сигурна. И на крај се доведов до ситуација кај што ја не сум среќна како човек, затоа што не сум јас. Да. Ама, тоа е тој стереотип дека ако ти си атрактивна, го провоцираш за да биде љубоморен, па да не зборам кога си у брак веќе дека нема некое правило, не смееш така да се обликуваш, не смееш овака да се обликуваш, за да не биде мажот љубоморен. За да не те гледаат други мажи. Како го реши ти тој проблем? Му чепкаше по телефона. Така. Мислам дека се испокаравме на некоја искачање, некоја негова бартучитка беше у стил као у фармерки си излезена, значи дојдене дечка, ти беше као што е работа. Ау. Ека па као носи фармерки ти која си тука, која си излезена со тебе и тука. Види, јас мислам дека жената е огледало на мажот. И
со моите партнери јас секогаш сум се трудела да изгледам најубаво. Мојата работа е таква, јас треба да бидам провокативна на работа, не дека морам, него едноставно таква е работата, пожелно е. Пожелно е. Точно така. Меѓутоа тоа не значи дека јас кога ќе излезам со партнерот дека треба да бидам како На сцена. батал, несреден или било како. Додуше јас се средувам и за до продавница кој ќе одам, а не да излезам или било како. И секогаш сум се трудела да изгледам убаво. Такви ми биле партнерите или било Ме го како. кажа стереотипот. И тој стереотип Не држи мора во да тебе значи. Мартин Машко ќе ми кажа дали не сум мора да управа. значи точно. Не мора да значи, меѓутоа јас сепак мислам дека жената е огледало на мажот. И дека покрај мажот жената треба баш да изгледа како Тоа го викаме ние мачо срање. Егото ми е фул кога ќе се прошетам која е ете така. згодна, Ете провокативна, дотирана, средена. Ало, ја пип ова. Ме разбираш? Точно. Ама зошто смета тоа после одреден период, колку е подолго со женски, сигурно си видел како на мажи почнува да им смета тоа што ми е атрактивна сопругата, девојката. Не можеш да не си го приметил, Мартин. Си живеел у Белград и тука, мора да си го приметил. Тоа дека во секоја подолга врска жената се запоставува. Ете така. Ама ја мислам дека тоа се запоставува. Не е точно. Не. Не е Не, точно. не. Си има партнер. Зимно Комфорт време. зона. Да, зимно време нека има влакненца, нека грее. Точно. Ме разбираш? Точно, Дај, точно молим. така. Во право е. Ниеден муж не сака жената да му изгледа као партал. Точно. Значи, јас сакам поред мене да стои авион, бре. Разбираш? Ама ти, Мартин, ја мислам дека Не, ја, 80% мажи 99% жени. од мажите сакаат авион да имаат поред нив. Како беа ги наоѓам овие? Не знам, Иван, че ти 1%. ти треба да почнеш да се дружиш со нас, треба да смениш нешто во секојдневието. Не, нека не менја, не, вака, како Луѓе, ќе си правиме токсија, емисија, вака, вака да. ќе си Била правиме. сведок на Нова година, кај што супругот на пријателката доаѓа и вика, оваа хаљина фустан што го носиш е многу краток и мене ми е срам моите пријатели да те гледаат овакво кратко и да ја облече нешто друго. А везе нема дека е вулгарна фустан нешто, значи врска нема. И девојчево трча и се пресоблекува, затоа што господинот му сметало што не е така обличен. Тоа не е здрава врска. И уште еден пример имам кај што брак, вика девојка ја не сакам да се дотирувам, да се шминкам, да се правам, тоа што на маж ми му смета кога имам внимание од други мажи. Ја го имам видено тоа кај многу жени кои се намалуваат да не бидат впечатливи за да не предизвикуваат љубомора. Посесивност. Јас ова го сврстувам во посесивност, страв дека може да ја загуби, недоволно сигурност во себе, и од страв да не ја загубим се ствара таа посесивност која што подосна не е тоа толку љубомора колку што е посесивност. Ова е моја играчка, јас не ја заслужувам, затоа ќе на барбикала ќе извадам руката и никој нема да ми ја земе барбикала. Така е. Ме разбираш? Значи, јас тоа го гледам како посесивност. Моја е барбикала, крај. Мене ми е убава. Извади ја руката да не те земе. Ама Не еве, да си секако убава, не можеш да се Остави ја, дотеруваш. нека не? живее чисто луѓе. ќе ги споредам Србија и Белград. Значи, Да. сите се дотирани, жениве се Нормално. феноменално изгледаат. Нормално. У нема бебе у количка и пак е скуцкано Точно. дотиран. Тука, ја не знам, Јас мислам дека до поднебието и тоа е толку мене апсолутно ми пречи не само кај жените, кај мажите исто. Мажите кога се веќе во долга врска или во брак, значи редовно се несредени, неизбричени со стомак. Да, сакам да кажам. Фала ти, ја мислев другари сме. Не сме, ама морам да те искритикувам се, што да. ти, ма така е апсолутно. И мажите исто како жените се Него што запуштаат. мене стомакот диши. Нема те земам за нашу Сега живот. Сега ќе се избричам, да се избричам. Не, ова ради шема е добро. Да, Не, добро, не. да. Не збораме за таква брада, Не, него знам, стварно знам е зашо. така. Не, знам. Исто како правиш. жените, така и мажите не се средуваат, се запуштаат. Колку Да. знам јас такви примери кога ќе стапат во врага е готово. Веќе сега нема проблем. Не дека тие не Ама да не го провоцираш. Зашто да правиш бели? не е тоа за провоцирање. Тоа е веќе Не се согласувам ја. Е, значи. добра, ајде. Ај со ова да вам дали се. Ајде. Жената е у долга врска или у брак. Атрактивна, згодна, преубава. Става фотографија на Инстаграм, еве, социјални мрежи. Добро. Фотографија, не знам, по купачи или не знам, кратка, фустан, штикла голема. Знаете ли колку мажи се лутат на такви фотографии? Зошто неговата партнерка ја ставила таа фотографија на социјалните мрежи? И тука покажува чиста љубомора. Што ти е тебе важно дали други ќе те гледаат како си обличена или по купачи како. Значи, јас сум тука била сведок на 1001 караница за вакви работи. Добро. Кој е тука крив?
Да повели Мартин. Значи види, веќе влагаме у друга тема. Веќе Исто е љубомора. не е љубомора колку што е етика, значи збориме за не е нормално ни па јас да ставам некои слики, ме разбираш? Не е нормално па ни она да става некои слики као денеска што сликаат, нели? Да, Согласно. добро, Ме разбираш? Значи, Значи, нормална збориме- фотографија на плажа зборуваме, нормална купање на плажа. Добро да, окей. Имаш ти си дотикаш зашто? Која Не, потреба да ставиш? јас со тоа немам проблем. Значи, ја си ме гледала по Facebook, жена ми, ако не ме такне, ја стварно не ставам слика, ние ставаме од сегде слики заедно, разбираш, не ми е проблем. Нормално има и купаќи, разбираш, и ја. Да, па на купаќи, има на купаќи, плажа си. Така. Меѓутоа, да речеме, па воспитувањето на жена ми сама избегава прво и низината професија, она е наставничка, и не е окей наставничката да става слики Така е. у купоќи. Разбираш? Така е, Да, апсолутно. Не е окей. држи И она сама избегава тоа. Значи, нити јас сум ми рекол, ништо, него едноставно низиното воспитување, како се викаше, ми изгледа зборот, сега си отиде негде, значи, и она не става сега. Нормално е. Исто како што мене не ми одговара, не би било окей да ставам ја некои икс слики што не ми личат на 50 Добре, години. мојата и твојата професија, тие фотографии ми Види. го криваат, ричат на социјални мрежи, Така. морам тие фотографии да ги Види ставам. вака, јас со оглед на мојата работа, јас си морам да ставам некоја провокативна Добре, како фотографија Така. ради мојата работа. Меѓутоа имам кажано и стојам позади тоа што сум го кажала, дека јас ако се омажам и кога ќе се омажам, како и да е. Јас ќе имам нов профил кој што ќе ми биде мој профил. И јас сигурно на тој профил нема да постирам разголени. Додуше јас А што ќе биде сега не разликата сакам- што ќе имаш друг профил кога и новој ги има исто? Нема да бидат истите фотографии затоа што тоа веќе е мојот приватен живот. Тоа ќе биде професионален Да. профил, а овој ќе биде Приватен живот. Каде што можам јас Од да вај ги бидам работите? јас. Точно. Од А ова вај ги што го работите? постирам јас овде, тоа е буквално реклама. Не е реклама, меѓутоа таква ти е Ќе се професијата и вратам мораш... назад. Налага професијата. Ете така. Низината професија налага да она стави такви слики. Точно. Дина, А тоа се го иначе, кажав. јас да сум во некој нормален свет, сега ќе кажам нормален свет, сигурно ќе бидам многу поскромна од она што го правам јас сега на мојот профил. Не дека Јас нешто правам не гледам екстра дека нешто екстремно. правиш. Така, не дека правам нешто Ај екстремно. земи ја колешка ти твоја Карлеуша. Таа е веќе друга димензија. Ме разбираш? Таа се продава на друг пазар и друга димензија. Значи, во ред ти е споредбата. Во ред ти е Со споредбата. исто се Меѓутоа, занимавате. за наше поднебие и ова што го правиме ние е многу, како да ти кажам. Значи, ние сме во такво поднебие. Не дека не треба да се гази. Јас веќе кога сум се нафатила да ја работам оваа работа, Што треба да кажеш? газам апсолутно. Така е. Меѓутоа, пак го делам приватното и тоа што сакам да бидам јас како во мојата професија, што морам да го направам. А баш интересно рече Мартин за дека мажи сакаат атрактивна жена до нив. Да. Ја никош нема да заборам, другарка ми се нареченица вика ја дечко маж не бирам што е убав или згоден или не знам каков. Кам зашо? Не можам, вика, јас сум љубоморна, вика, не ќе да ми го гледат, не ќе да ми го бркаат други. Луѓе дали веруваат дека она стварно цел живот, и ако не знам, она е осмица, мажите до неа се четворка, тројка, Добро, блиску Да, до ама види, петка. таа си го решила проблемот. Да. Значи, Да не не ја е боли глава. спорно тука, точно. А сега, па и јас не би сакала да имам многу поубав партнер од мене. Сега баш сега да те прашам ја гледаш. Не би сакала, мислам, не би сакала нормално да личи према мене, сега да не е некој, не знам како, ама... Па, Јас сакам најубавиот, Сакам- најзгодниот, јас значи, сакам маж кој не може да го има секоја И жена. без телефон. И без телефон. И Кој без не може да го социјални има, мрежи, да без- го има секоја жена. Знаеш како, тоа веќе до тебе. Ти треба да го направиш мажот да не може да го има секоја жена. Точно. Знаеш? И како се прави тоа? Па еве Мартин? исто како што жената направила да биде тој. Така. Ми остана уште ова сега. Ова е поврзано лично со моje искуства, со стендап комедијата која работев. Пред неколку години требаше да правам настапи у Хрватска. Јас договарам со позната менаџерка од таму, правиме преговори, вака, така, она ме поврзува со македонци од тука, еден од колегиве. Заедно ќе дојде да ќе настапувате се, пак се врти на љубомора, мојавето не ми изгледа изгубено, ќе да вратам таму. Баш не интересно да слушаме, да. И се откако ги договараме деталите, после 2 недели ми се јава жена и ми вика вака и вака, јас се слушнав со твојот колега, он ми кажа не те бидува вака. Да, ја у шок,
А ја претходно истиот тој колега дека работев по телевизија, го викаш, го помагаш колку што можеш, Така да. нели се? Мене не ми се веруваше дека човек што работи толку подолго време у таа професија, истата да речам, таква љубомора да покажеш на таков некој Така. не, а преме за возрастен човек муабет, значи некој што треба да е изреализиран. Како можеш ти така да чувствуваш зависи љубомора за тоа да го правиш? И шо ја не можам да ти ја земам публиката, не можам да ти го земам лебот. Има. Нелојална конкуренција постои секаде, да бидеме реални. Меѓутоа, ова веќе твоево е лично. Ама не си, ама не е сгрешено Е, ништо. Лично знам, меѓутоа секогаш на тебе куче ќе те гризне кога ќе му даеш да јаде. Разбираш, кога му даваш храна те гриза, иначе не те гриза. Разбираш ли дека ќе му ја земеш? Многу сакам Ти кучиња, си го- мислам дека не Значи, гриза. Види, Ајде, и пример. секој момент што викаш ти си била тука, си му се нашла, си му помогнала све. И окей, он нормално дека ќе те гледа тебе како конкуренција, љубомората веќе па тоа е поквареност више. Разбираш, за мене љубомора е многу мал дел, има многу други ситни точкици што се околу љубомората за на крај да го кажеме тоа љубомора, ме разбираш? Ова ти е нелојална конкуренција, ова ти е кај нив исто се дешава, ме разбираш? Веројатно Денес кај има тебе се многу. случуваше исто во шоу бизнисот кога беше, ти беше еден од пионирите на забавни програми, најпознат кога беше до момент да се преселиш да си у Белград, веројатно и на тебе ти се Па, случуваше види, тоа. години после тоа нели излегоа емисии кои што сосема различни беа од мојата. После излезе бекстејдж, нели? Меѓутоа ние ни у еден момент не сме си правеле сопки еден на друг, ме разбираш? Ни у еден момент. Е шубав народ. Па Ни види, у еден момент не сме ма правеле така сопки. е, во глобала е така затоа што знаеш кој си, знаеш што си, јас тоа кажувам во мојата работа. Има многу подобри од мене, има исто и многу полоши од мене. Меѓутоа, јас никош не се устручавам да кажам леле колку е подобра од неа, не можам после неа да пеам или нешто такво. Не сум љубоморна. Јас сум таа што сум. Јас ти го давам она што можам и го давам од дното на душата како што јас знам. Значи немам простор за љубомора. Јас во својата глава си имам решено која сум, што сум, колку можам и колку знам и точно знам кај котирам, кое ми е местото. Меѓутоа точно за тоа што го правам си имам дозволено и толку ми е патот мене. Мислам, не дека не можам да бидам, секој си има поставено некои цели во животот, така, ама не сум љубоморна на некој што има направено повеќе од мене. Затоа што тие имале повисоки цели. И јас сум ги постигнала моите цели, дотука ми биле целите. Па не сум љубомора, ама некогаш на моменти кој е нефер направено, ако е преку врски, Сега. ако е од неквалитет, Фер. ако е од буткање заради разни причини, не би го тоа класифицирала која сум љубоморна, него ми е криво што таа личност заради XX причини стигнала таму кај што реално некој друг треба да биде ниморан и ја да сум, ама она стигнала. Не може да ми е сеедно. Види, Не можам ја да реагирам, да леле, браво, се радувам за сите. Тој што работи напорно и квалитет, да, ќе си се го радувам. постигне и ќе ги постигне целите тој што работи. А тие што стигнале така траат Па многу овде кратко на ова наше реално. поднебе, јас сум поголем сведок дека на Уиле дојле го стаја, супер, тој е наше дете, пушти го, ова вамо квалитетов, удри му клоцата у газ и нека се снаоѓа. И не може да ти е седно. Не знам вие како функционирате. Сакам од вашите апчиња. Мене не дека ми е не ми е криво. Не ми е криво затоа што не сум си поставила повисоки цели, нормално дека не ми е криво. Сега, знаеш како, можеби не знам, јас добро котирам во она што го работам и затоа не сум имала причина да осетам нешто такво. Не сум била потурната. Додуше, сум осетила такво нешто, да, кога се запишував средно во музичко, влегов во квотата на солопење и клавир. Јас имам и нижо, имав виолина, меѓутоа виолината никогаш не ја сакав како инструмент, го сакав пеењето. И одев без кеф. Кога се запишав, влегов во квотата на солопење, тоа што сакав да го учам. Меѓутоа имавме многу и се одделија тие што беа со нижо солопење, останаа солопење, ние другите моравме да бираме инструменти и пак виолина бев. И јас 4 години бев без кеф, а продолжија некој што имаја врски. Тука веќе осетив криво да ми биде, зошто јас не успеав таму, знам дека можев, него одев 4 години. Добро е, мислам од Без- средно, ама добро е, значи Кеф. Не, сум имала нормално да осетиш криво и горчина и сите тие работи. Меѓутоа сега таков е животот, не е секогаш фер. Да. Често пати не е фер. таков е животот,
помири се. Да. Кога работа водителка у телевизија, слушај Ивана, оваа ќе ставиме ти е многу побава од тебе. Она што два збора не знае да сврзе. Не е битно тоа. Да. Ама е побаќе буди, а ти треба да се Јас помириш. мислам дека Мартин не ни слуша што Така зборуваме е да. живот. Не, О, точно нешто точно. Не, Да, точно од точно. Нешто бара. Нешто барам, да, нешто барам, пак нешто имам забораено негде. Пак имам нешто забораено негде. Не, ве слушнав Не, точно. он немал гајле, он бил најдобар у професијата кога работиш у бизнисот, он немал Не само проблеми. не само тоа, не само тоа, него јас секогаш сум сакал кога имам конкуренција, ме разбираш? Значи конкуренцијата секогаш те прави да бидеш подобар. Точно. Не, се слагам. Ме тоа разбираш? точно. Ама Значи, фер втора конкуренција. работа и да не е здрава и ние знаеме да играме прљаво. Знаеме ние прљави гаки да извадиме, не се Ја кере. не знам тоа. Да. Не знаеш. Значи, знаат сите, веруе ми кога ќе ти дое Во таквата. тебе тоа секој го има Да. во себе. Меѓутоа, кога имам конкуренција, кога беше само 99 Action, беше само 99 Action, ме разбираш? Кога се појави уште неколку емисии, веќе бевме неколку емисии кои што веќе можевме заедно да идеме у било која телевизија да тропнеме, ме разбираш? Ти имаш емисија, ајбе ќе идеме, не знам, у таа телевизија, ајде, ама ќе бараме вакви услови заедно, Да. ме разбираш? Здружена, кај не за поготово, кај не за, знаеш како вика, отвараш кафана, отвараш поред најелитниот ресторан, па поред тебе отвара уште еден, затоа што кога ќе нема место кој ќе дојдат кај тебе, кога ќе се напуниш ти ќе отидат ово. Затоа е тоа да речеме ете во некој ресторан сега има некоја незина колешка пее. Незината колешка не може секој ден да пее. Досадна ќе стане. Точно. Незината колешка, ако е вистинска, би ја викнала, ајде дојди ти у вторник, јас кидам среда, ме разбираш? Значи, таа конкуренција, не знам како да ти кажам, таа конкуренција ствара квалитет понатаму. И ти знаеш дека у тој ресторан више имаш вторник, среда, четврток, петок, Да, музика. ама тоа е таа е здрава Разбираш? конкуренција реално правено. Ама исто и секаде, не знам, да, Нема се и дешаваат работи како што. комедијата. Ајде сврти се, кажи ми, се нема врска дека јас тоа го работам, ама машкиве си играат сами. Он не е ни љубомора, колку што не се заинтересирани за да прошируваат круг. Јас и нема и Балканов ги гледам и Србиве. Значи, тоа е неверојатно, нешто вака е. Само они се мажеве. И они си играат заедно. Добро, може. Јас мислам дека кај на стендап комедијата се уште не е на Ајде устегови тоа, ама иве, зашто Србиве не викаат и не пуштаат таму да просперираме, како што ние ги отвараме вратите. Како што ги песен? викаме овдека, ама тоа е и со музиката, човек, тоа е тоа е и со точно, и со филмовите, музиката, Па тоа е ите со вие емисиите, чистата- тоа е со... Затоа што ние сме мал пазар, ние прво како пазар не инвестираме сами во себе за да направиме квалитет. Ти имаш тука, не знам, не е љубомора, ама ти имаш газда што ќе плати на српска колешка твоја, многу повеќе пари, Така. отколку на неа, а неа ќе се обиде да ја понижи со помалце пари, да ја Види, понуди ја истата работа не, да тоа ја јас го направи. гледам, ние сме премногу достапни. Ние сме во оваа држава и сме секојдневни тука и нормално дека тебе газдата нема да те плати колку што ќе го Ама плати. тој Србини у Србија исто толку го плаќаат колку Да, тука. ама Србинот во Србија, не си во право. Тие таму земаат многу помали цени него што кај на земаат. Така, кој излага надвор, Да. поголема му е цената. Исто и јас кога одам негде надвор не земам иста цена колку што земам овде. Така. Јас сум платена и надплатена. Ме разбираш? Значи, овде сме ние многу достапни, нормално дека сигурно луѓе во секојдневно те гледаат тебе, дали во продавница ќе одиш, дали ќе дојди на свирка или било како и нормално е тоа, не го гледаш како конкуренција, тоа Да. не ти ја зема ни свирката тука, не ти ги зема ни твоите пари. Тоа имаме 4 минути пред крајот подкаст до прашањава, само ме многу интересира Прашањето од Мартин гледачите? да го прашам. Ајде. Да, ама не Мартин сакам да го Ај, прашам. прашаме ме на слободно. Ама ова не е со тема поврзано. ама Ако сега ме нешто тој друго да ме прашаме, слободно. интересира. Прашај си. Зошто не си веќе во шоу бизнис? Од љубомора. Многу сум љубоморен. Многу сум Не, зошто љубоморен. не си веќе во шоу бизнис? Жена ми е љубоморна, не ме пушта. А клашка, ама ја усетив Одма дека се е до полза. жената. Да, жена ми е Жената не ти љубоморна. дозволува веќе да работиш. Не ми дозволува, вика треба да јадеме нешто дома, бе, муж. Што е тоа со телевизија? Кај се парите? Нема На први кај се парите, ме разбираш? Не, значи пред да почнеме со подкастот ми падна тоа прашање, па ме затоа што рече надвор не се враќам на телевизија, не знам, мора тоа да го Не, дознам. види, затоа што не е исплатлива телевизијата, човек. Значи, било која телевизија купува турска серија за 100 евра, ја продава за 3000 евра по емисија. Затоа што нашата публика е таква каква што е.
се уште не сме ние голем пазар за да можеш да заработуваш од YouTube. Не сме голем пазар за да можеш да заработуваш од било што. Стане бе си удиме. Не, Ма гледај не, се, така не. Така, Да, така, направи го подкастов на англиски јазик. Значи ќе видиш што ќе биде, ме разбираш. Меѓутоа, ние сме мал пазар сме ние за било што овдека да се прави. 1.400.000.400 сме човек со сегаки и со се чорапи. Значи како да ви објаснам, ние сме многу мал пазар. И порано на пример давав готов производ, бродкаст, телевизија е бродкаст. Значи она треба да ти ја откупи тебе емисијата. Не ти да ја дадеш гратис, па да си земеш реклами унутра. Него не треба да ти ја откупи. Тоа ни една телевизија не го прави затоа што турци инвестираат како што инвестираат, имаш серии, сите гледаат турски серии. Иако за тоа и телевизијата е многу опадната, луѓе. Многу малку емисии се За што жал. македонски производ во трката за профитот го уништија македонскиот производ. Толку. Тоа е. Точно. Сакав тима за да се сложам Точно. со вас на ништо. Се сложив. И љубоморен сум за тоа. И љубоморен сум за тоа. Не, Да. овај подкаст кај нас ќе биде успешен затоа што јас и таа имаме толку спротивни мислења Да, на супер. секоја можна тема. Ја гледаш, она не чипкала у телефон, јас се убиво Никад. чипкам по телефон. Никад. Она не е љубоморна, јас сега буквално сум љубоморна, што вие не сте љубоморни. Боже. На, Ајде, дај си од душка малце, ајде. Ама Разчепкај ми не по така телефон. чипка, ќе отидеш до вица, пусташ ќе го земам телефонот, ќе отидеш надвор кафе да пиеш, јас Сакаш ќе да ти го го земам оставам цела вечер, телефонот. утре да си го земам. А не брзо чипкам, не брзо ми треба толку време. Пракса е ова. Океј, Не, грешка. мине за 2 минути ја може да завршам, дека влиза човек у вица, искачи, ја веќе сум го поминала цел телефон. Си се мачиш, душата си ја мачиш. Не само тоа, ја не би можел да го поднесам тој притисок. Не можам ни јас. Јас не Не би ми можел да сакам. го поднесам тој. Немам зашто да се Чекајте се, замарам. луѓе, не сум ја психопат цело време да Не го зборам правам тоа. за Кога ќе ми психопат. дадат повод, го правам тоа и секогаш до сега сум нашла. А ќе се решам јас да чипкам у телефон, ја наоѓам. Немало да чипкаме да не најдам. Значи јас, таа интуиција ми кажа на мене чепкај, има нешто. Значи не сум ја крива партнерот. Добро. Значи не е до мене. до тебе не. Далекото Не, 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 не. Не, до него е, бе, до него е, ама Не. стварно е до него Да. што. Значи не сум Да, ја да. проблемот, Не, сум не. сама до ниве. До Никако. нифе, бе, до нифе. Апсолутно. Имаме прашање од публика. Ај прашањето од публика. Ајде прашањата режија. Ајде режи. Жена ми редовно заглавува на работа, наводно мора, треба ли да сум загрижен? Ајде Марте. Не дека жена ти заглавува на работа, туку ти као маж да кажеш. Не. Зависи што работи. Ме разбираш, заглавува, добро заглавува. Колку може да заглави? Саат, два, така. Сигурно не иде со друг. Дали ти ќе се јавиш на телефон да ја прашаш еј зашо главиш, зашо те нема? Има некој проблем? Еднаш, два пати, три пати правиме Не, муабет она сега. ќе ми се јави и ќе ми реше ќе закаснам од работа, јас ќе речам окей. Нормална Толку е. комуникација. И тоа да се Значи, случува со... Жена ми, ја нонстоп ја молам да излезе, ајде излезе, не знам, театар киде, балет киде, ќе излезе со другарки, ќе ова, ќе она. Јас немам никаков проблем. Она ми звони, ја испуштам телефон, јас си ги чувам децата, не искам да ме замараме, разбираш? Јас кога сум у кафана, она да ми задзвони. Само ако нема пожар дома. Чек, и ти да се јавиш. Ало, имаш брат, имаш или немаш? Што Да, не ми се да. јавиш, а вие сите по 10 пати му се јавија. Да. Па Не, да, Па да. што ти мене не ме сакаш како никош. Да. Маш така ми работи со 10 девојки и нонстоп оди на афтер со нив. Сигурно се мува или само џабе сум љубоморена. Се мува. се мува. Да. Ние што идеме со по 9 не се мува. Да. Овие другите се мува. Значи, не може да помогнеме на луѓе ствара. Не, јас имам повеќе другари него другарки, можно само да му се колишки од работа и да ни пре ништо. Ама би го чепкала телефонот за да видам. Да, мораш. Сликите да ги прегледаш обавезно. Апсолутно. Да видиш дали Види, листата има види две то. слики покрај него. Види на некој да не има пуштено случајно. Хотспот, ако и пуштил тајта. Тоа Да. е. Шефот ми пишува на жена ми, шефот ти пишува на жена ми после 22 часот наводно за работа, треба ли да превземам мерки. Не. Ама сериозно сум се, луѓе Не, остави не, најсериозен сум. Значи, и кај мене у фирма функционираме до 12 вечер кога имаме работа. Јас сум имала ваков проблем. Значи, Јас сум имала сериозно со партнерот сум имала ваков проблем, затоа што мојата работа ние функционираме после 10 часот, ние музичарите правиме, за тоа зборам.
Сега се дешаваше да ми се јави некој во 12 да не знае дека сум на работа. Ало, има бе таму место да дојдам. Сега, зошто тебе ти звонат во 12 сато? Еве, прашај зошто ми звонат. Значи сум имала таков проблем. Меѓутоа тоа не значи дека треба да Види, сега се јавува после 22. Секој ден се јавува? Не. Значи кога е жиже на работа, Да. ние до 12 се слушаме на телефон кога е, знаеш, Така. значи ја да речеме, имав еден период кога у 5 саат станував и у 5 саат ми беше сабајле првиот состанок, луѓе. Првиот состанок ми беше. За работа, ама добро, тоа е за Да. работа. Значи Без онлайн разлика. состанок првиот у 5 саат. Па и ова Ние е за и тоа работа. сите од Македонија. Станати у 5 сабајле, онлайн состанок имаме у 5, па не знам до 6 средуеме табели ово оно, у 7 више со моја фирма имам онлайн состанок, па идам на состанок и тоа трае вечер до 12. Ја мене би била зависи колкава плата зима маш ми. Така. Ако е добра Ќе платата, проверам телефон. може у Гласна 1 жена. сат навечер да му звонат. Немам проблем. Да. Ама ќе го фатам. Ама Ќе го ќе го фатам. Ќе го проверам телефонот. За секој случај. За секој случај. Непоправлива си жена, Не, не, не. непоправлива си. Дали е нормално жената да се дотирува за во град кога оди на работа? Чекај, Коза како во град. чекај? Да, Коза во Ако град. за во град. Да, А, зависи што жена ми нон-стоп е пиц-пец. така треба. Јас мислам дека е нормално, ама за жал на ова Сосема поднеб има нормално. многу мажи кои што ќе Не, мрчат. види, за уград. Жена ми е пиц-пец, зборам убек си е адидасче, самбичка, специјалче, нешто дотерана, капуче, нешто панталонче, Има нешто. сега ситуација, на пример, она нели учителка пак треба тоа е Да. конзервативно облекување. Али она си е нон-стоп Ама дотерана. имаш на пример некоја фирма кај што она може висока штикла да облече, оние Нема си струкирани. штикли, жена. Зборам генерално за женско, има мажи што викаат као кај се тргната на работа вака дотирана, као зашто? Зависи што е работа. Ама Ајде, она нека канцелар- излезе утренерки на работа. Ама може. не, и да е у канцеларија у офис, можат кој како си оди, некој си оди на Така. рамни, некој на штиклите, пак може да се дотераш. Чекај да бидам љубоморен, може? Ајде би. Што има уштикли на работа? Ама ми се случи луѓе еднаш у фирма, работа, сопругата на директорот се симнува доле ништо по канцеларииве, ја некои штикли носев црвени високи, ме гледа, станува и само ме прави, тие штикли, од утре веќе со нив на работа да не те видам. Ако имало кодекс на облекување. Не, не сметаш што штиклата е црвена висока и јас работам, маши таму. Љубоморна, бе, љубоморна. Ама мене тоа ми се Што она нема Значи, такви штикли? Мина не ми промрача маш, него сопругата на директор. Па љубоморна е, па не треба маж да ти промрчи. Жените се многу пољубоморни на други жени него на мажи. Така е. А тоа држи го, да. Така е, така. Маш ми секој втор викенд излегува со другарите наводно во кафана кои знаеш што прават. Дали да му забранам? Пробај. Пробај. Пробај, па ќе Па биде два пати весело. ги излегува. Ќе излага у петок ќе се враќа у недела. Само провери го телефонот. Да, провери го телефонот. Не, Не, види. ако има доверба, нема потреба. Ја би резимирал сега. Да го проверува телефонот. Нека проверуваат да што сакаат. Јас тоа стварно немам проблем. Не разбираш? Сигурно и жена ми некад ми го има проверено телефонот. Гарам дека спием. Не, Така не е. викам не. Ама ете нека гледаш. Ја немам што да кријам. Може би јас сум љубоморен. Може би жена ми е љубоморна. Меѓутоа никад си немаме дадено повод за да бидеме љубоморни еден на друг. А може сум Па љубоморен. затоа ја кажам. Може јас сум како незе исто, откај знаеш? Да, ако се појави Ама не некој кажам. партнер Не сум го таков. толку жено, не сум. Не, ако Да. се појави некој, ама нормално е да бидеш љубоморен ако има љубов. Меѓутоа, да не ги преминува границите. Нормално е мене да ми биде онака стварно го гледа, да, меѓутоа знам дека е мој. Така да. Значи, тука ти е гордоста со љубомората, не гордоста, него она се гордеам на она што го имам покрај себе, меѓутоа Малце имаш ме доза, чепка, да. Малце ме тоа е чепка тоа, тоа тоа е дека нормалното. Да, Ми е ама страв да не помисли, да не, меѓутоа знам што имам покрај себе, знам што нудам, што давам од себе и тоа е тоа. ако најде бољи од мене, нека иде. Слободно. Ама нема да најде. Слободно. Сум reliable, значи јас си кажав трауми се траум, меѓутоа пак ја повторам. Кога чепкаш во телефон или кога проверуваш нешто кај партнер, прашај се од која причина го правиш тоа. Причина за да останеш во врската или причина за тоа што си бараш нешто да најдеш за да не бидеш повеќе со тој човек. Тие две начини прават многу разлика како ќе чепкаш, што ќе бараш и колку често ќе чепкаш, ќе бараш. Ај сега да бидам искрена, ми се десило и мене неш. Да видиш љубоморна.
Значи ќе станам и ќе си Не. удам, значи Да чепка у телефон, не да чепка чекај у да телефон. докажам. Да чепнам во телефон, да. Ајде. Меѓутоа, мислам не да чепнам во телефон, него интуицијата да те натера да посумњаш во нешто. Така. На такво нешто мислам. Не дека го чуваше телефонот во џеп, него на маса оставен. И не знам како случајно. Дај реков да видиме нешто на YouTube. Вика, дај ми го телефонот. Не реков, дај да видиме од твојот телефон. Случајно видов дека е исклучено и Wi-Fi интернет. Викам, шо е работата? Дај уклучи. Бе, дај вика од кај тебе, не, дај уклучи. Во моментот кога уклучив, стигнаа пораките. Па и те гледаш. Да, меѓутоа стварно е тоа интуицијата. Така. Ама мене Ама- вакво нешто не би ми се Ама десило. јас Ја редовно проверувам. за да не Така е. се деси. Меѓутоа, види, јас не сакам да се замарам со такви работи, затоа што ако веќе почнам да сумњам, тоа оди и понатаму и тука веќе искачат и проблеми. Не сакам да се доведам до ситуација да сумњам. И да се доведам до ситуација да треба да проверувам. Затоа што стварно интуицијата Ова не во ќе да го глобала- споделам за да не ми се налјути другарка ми, ама морам да ви го кажам како за крај. Добро, не именувај само. Двајца браќа се, едниот е дечко на неа и сега увица си го остава дечко телефонот. И она ми вика да чепкам, да не чепкам, разбираш, сега тука ми е телефонов, не е заклучен, таман го фаќам само што влегов по него да се истуширам. Ја викам чепка во те моментот, разбираш, да го клучен телефон. мислам логично. Hello. Каков одговор И очекуваш? таман она почнува, наоѓа уствари прстени од овој што сликал за да прстен, за фактички сака да ја бара нешто слично Неколку е лошо тоа. на твоево. И она тука љута е на мене, ми го уништи изненадувањето, Па? немаше да знам, вака, така. Колку е срце, ова, она, добро, вика, ајде ќе го почастам, ти ќе знае дека сум чипкал по телефон и што се возбудили, што измести тие сите работи беа уклучени. И она се слика кој што се облечена гола за туширање. Се слика му остава подарок од телефонот, слика од неа гола. Леле, на брат на телефонот. Значи, луѓе. И го заклучаме. Толку. Ба. Значи, чепкајте у телефони, ама гледајте телефонот на вашиот партнер. Тоа е од мене последниот совет, ме разбираш. Жено, пуни го телефонот, доаѓам да го чешлам много. Ле. Марсен, фала ти што ни дојде во Што нашиот повелете и друг пат. Мача, Да, фала ќе ти ви тебе. И тебе, маче, фала ти, ке те викнам пак. Мјау. И поканам гледачеве да не гледаат за се.мк и Така, subscribe. И лайк. фала.